благодарам почитувана подпредседателка, почитуван министер, почитувани колеги пратеници. Мојата дискусија ќе е во насока на поддршка на овој амандман, како што кажа и предлагачите, а и колешката Жаклина Лазареска. Овој патен правец, доколку овој пат се изгради и се рехабилитира, ќе представува еден добар проект што понатака ќе го заживее тој регион таму, затоа што вистински тој регион таму представува една природна убавина која што ние, ево како пратеници, треба да се трудиме да ги подобриме инфраструктурните проблеми, за да овозможиме на тој регион да се развива. Горна Белица заедно со Вишни представуваат еден локален, да речам, зимски центар за стружани, кој понатака, доколку овој патен правец се прошири, се рехабилитира, може да прерасне и во регионален центар, во кој што секако бизнис секторот би нашол оправдани причини да инвестира во тој дел и така да се заживее овој регион. Овој патен правец представува лош правец во текот на летото, а во зимскиот период не сакате ни да знаете со какви тешкоти луѓето стигнуваат до своите, да речам, викенд куќи што ги имаат изградено дали во Вишни, дали во Горна Белица. И ова е вистински амандман што вистински треба да го поддржиме тука, без разлика што министерот кажа дека станува локален патен правец за кој што општината има ингеренции, меѓутоа јас мислам дека ние како држава треба да интервенираме во овој дел со обезбедување на овие 35 милиони денари, бидејќи сепак станува збор за сериозна сума на пари и добро би било да ние помогнеме во тој дел, да ја помогнеме на локалната самоуправа. Се надевам дека од таа страна, од локално што треба да се среди, мислам дека не би требало да имаме пречки доколку ние ги обезбедиме тие 35 милиони денари. Ево, благодарности за колешката Жаклина Лазареска за поддршката. Се надевам дека ќе даде поддршка и при гласање на овој амандман, затоа што е конкретен амандман, конкретен предлог кој што ќе ги реши овие проблеми. И ево уште еден апел и до сите останати пратеници од СДСМ да го поддржат овој амандман и со тоа да излеземе во пресрет и да го решиме овој голем проблем што представува за овој регион. Ви благодарам. Благодарам јас.